По дуелот помеѓу ЖФК Драгон и ЖФК Кочани кој се играше во првчено Скопско, каде кочанчанки со голема помош на судиите загубија со 3:1, управата на клубот поднесе жалба на повреда на фудбалските правила и на судењето на скопските судии. Меѓутоа, иако жалбата се уште не е разгледана и нема исход, мала е веројатноста дека резултатски нешто ќе се измени. Сепак во ЖФК Кочани веруваат дека надлежните комисии и органи на Фудбалската федерација на Македонија ќе ги земат во обзир аргументите и дека ќе донесат праведна одлука пред се во интерес на фудбалот. Ние како клуб сме должни на оно што го видовме во Пржино и во Скопје да поднесеме своевидна жалба за катастрофалното судење, што тоа не е ни судење, значи тоа беше еден малски надпревар, да не кажам, значи такво судење катастрофално нема видено во животот. И значи до сите институции во ФФМ се поднесено приговор. Дали ќе има резултат, не знам, но ние сме должни тоа што како клуб можеме да го обезбедиме и да поднесеме приговор таму кој што треба, тоа е направено. Сега се зависи од челниците и од луѓето кои што работат во Фудбалската федерација на Македонија. Во Пржино не сакам да коментирам, бевте сведоци да немаше телевизија, можеби ќе се коментираше. Можеби играчите били криви, можеби тренерите били криви, како што слушаме овие денови, можеби не знам кој бил крив, но со еден збор во Скопје мораше да победи Драгон и тоа со 1 или 2 гола минимум разлика. Не сакам ни да помислам ако победевме 2:0 или 3:0, што можеше да случи таму. Можеше екипата да остане и со 6-7 играчи и службено да заврши, не знам, значи едноставно видовте денеска каков прицук има девојчината. Уште не може да се ослободат од тоа. Спортски работници и судии од Кочани велат дека во фудбалскиот клуб Кочани знаеле што ги очекува во Скопје и дека можеби било попаметно воопшто да не се оди на надпреварот. Најмногу што може да се добие некаква казна за судиите или суспензија на теренот, но тоа Кочани ќе нема никаква директна корист. Тоа значи дека судбината на првенството ќе се решава на реваншот помеѓу Кочани и Драгон на стадионот Никола Мантов на пролет. Инаку дознаваме дека Кочанскиот клуб има поднесено и судска постапка против креаторите на фудбалските манипулации.